Дамјан, имам впечаток дека народните носи и фолклорните мотиви ти се љубов на прв поглед. Да, искрено, уште од мала возраст се занимавам со фолклор, односно растел сум во семејство каде што се пееа народните песни, каде што се чуваше народната носија. Мојата баба имаше сочувано носи од незината мајка, незината носија исто така имаше сочувано. Дедо ми многу пееше, на мекици, на слави, се уште се чуваше таа вокална традиција, каде што се изведува тие капелни песни, односно без музичка придружба. И едноставно, ако си растен во такво семејство, не е невозможно да не се бавиш со фолклор, да не ти се роди љубовта кон песните, кон обичаите, кон народната носија, кон тоа како се дошло до една народна носија. Така да мислам дека со текот на годините се повеќе и повеќе се зголемуваше таа љубов и еве денеска сме кај што сме. Како се роди дуќанот, концепт, продавницата народни носии? Искрено, многу одамно, што кога учевме на почетокот со Сара да ткаеме, благодарение на мојата баба која што ни ги покажа вештините за околу ткењето. Таа таму ни ги долави сите специфични работи кои што не може да се видат на снимките кои беа прикачени на YouTube, односно тоа како жените во другите држави ги ткаат, дали тоа биле черги, килими, делови од народни носи. Таа сето ни го откри, ни ги разјасни тие работи, бидејќи јас и Сара сепак тогаш имавме околу 15 години и се за нас тоа беше ново, непознато, сосема нова средина. Колку е тешко да се ткае, односно да се управува со оваа голема машина за ткаење? Па искрено доста е тешко, односно дека се совлада таа техника на ткаење. Веќе за мене и за Сара можам да кажам дека не е тешко да се ткае и да се снови, и да се воведува и да се врзува и сите тие да се шара после тоа, да се спрема дали е тоа појас, платно, скутина, нели тие делови кои што се потребни за секоја народна носија. Се надоградува самата замисла околу тоа дека е од тешко, секој пат оди кон полесно и на крај добиваме една слика дека еве сега од наша гледна точка дека е многу лесно да се ткае, меѓутоа доколку прв пат некој се соочи со ткењето ќе види дека воопшто не е лесно. Колку време ви требаше за да ја совладате оваа техника и колку време еве сега на пример ви е потребно да искаете едно мало килимче или еден појас за носија? За да ја совладаме техниката на ткаење, искрено беше потребно можеби цела година. Не претерам дека секој ден, меѓутоа секој втор ден буквално се седнуваше на разбој, се објаснуваше што е основа, што се нити, што е брдо, сите помошни делови на разбојот, како се почнува сновењето, кои се тие некои марифети што ги има сновењето и буквално порано во селата можеби една до две жени биле познати дека знаат да сноват и тие сновеле за цело село. Немало како сега да снове секоја жена посебно, туку една жена сновела за повеќе жени. И сега ние тоа беше многу битно да ја совладаме основата, тоа е сновењето. Кога се ствараат конците кои што одат во основата на дали е тоа појас, дали е тоа скутина, дали е тоа платно, таа основа за да се створи, мислам дека треба посебно припремање, броење на тие сите жици, тоа се буквално конче по конче се бројат, некој пат достигнуваат од најмалку да кажам од 50, 60 до 300 до 400 такви кончиња. Па еве на пример доколку сакаме да искаеме еден појас, за појасот ќе ни бидат потребни во зависност од тоа каква шара е појасот, ако е лито или четворно ткаен појасот, доколку е лито ткаен појасот, тука ќе шараме напред, односно основата нема да се гледа, ќе биде еднобојна, а внатре јатокот ќе се шара таму. Во зависност од прилика од недела, две, во зависност колкава должина сакаме да биде појасот 2-3 метри. Дамјан, овде во дуќанот гледаме два разбои, едниот е стар, другиот е нов. Може ли да ни ја кажеш приказната која што стои позади овие разбои и на кој разбој всушност работите? Сега во дуќанот имаме два разбои, едниот разбој е стар, едниот е нов разбој. На стариот разбој моментално ткаеме платна, односно платно за носија од етничкиот предел Боимија, тоа е гевгелиско. И треба да имаме нарачка да сушиме 12 антери и отприлика во една антерија доаѓа околу скоро 10 метри материјал. Ќе земе една антерија, така да отприлика треба 120
па и повеќе, малку 130 метри платно да се искае, за да ги сушиме ние тие антерии, отпосле се кројат или се шијат. Додека новиот разбој го набавивме од Србија, бидејќи во Македонија немаме фабрика која што изработува разбој, меѓутоа во Србија има фабрика која што изработува разбој и успеавме од таму да го набавиме разбојот и да го донесеме тука во Скопје, да го ставиме во функција и веќе да почнеме да ткаваме на него скутини исто од етничкиот предел Бојмија, исто гевгелиско. Материјалите кои што ги користиме при ткање, најчесто е тоа памук и волна, односно тие се двата најголеми, најосновни материјали кои што ги користиме при изработка. Волната ја набавуваме од Србија, бидејќи во Македонија исто така немаме волновлачари, немаме тенко предена волна, се таа ја купуваме од Србија, ја набавуваме на големо. Твојот образовен профил е во областа на етнологија и антропологија, студираш овде на Природно-математичкиот факултет, додека колекционерството ти е хоби, кое што е навистина по друга страна реткост за млад човек. Како сето ова го спои да прерасне во бизнис? Па искрено, од самите почетоци кога учев да ткам, некако беше неизбежно и да почнем и да собирам народни носии, или како што кажав на почетокот, дека мојата баба имаше носија и од незината мајка и од самата нели што си имам правено носијата кога била млада. И не знам, некако ми беше фасцинантно како порано жените за многу краток период, од прилика од 50, 60, 70 години, ние скоро ги имаме сменето од носија да носиме нели денеска веќе во готови нели производи да купуваме, фармерки да купуваме мајци и се тоа, тие порано се тоа дома го правеле на рака нели на разбој. Почнав да прашувам од соседка една, втора, трета, буквално дали ти има, дали се чувале народна носија, повеќето беа зачудени дека ги прашувам за тоа, бидејќи тие веќе не ја користеа, не ја облекуваа, само така има за спомен, бидејќи на повеќето им беше како таа им била невестинска, тие се венчале во тие носи и мислам ја чува само за спомен од својата свадба. Сите со драга волја и онака многу ме потпомогна да ми ги подарува народните носи. Се роди љубовта и да почнам и да ги собирам, па подоцна да ги откупувам народните носи. Со текот на времето се собра една голема бројка на народни носи, највеќе стигнав до 100 скоро комплетни народни носи. Меѓутоа после со текот на времето и јас ги отуѓив бидејќи не можев да ги чувам сите. Беше неизбежно да со ткењето да почне колекционерството, собирањето на народни песни, како што кажав. Растен сум во таква фамилија каде што фолклорот беше насекаде. Народните носи ги споив во бизнис, многу, па не можам да кажам неочекувано, меѓутоа кога учев да ткам имав желба, односно имавме желба заедно со Сара да си основаме еден ден собствена фирма или продавничка каде што ќе покажуваме на сите луѓе дека ткењето не е изумрено, дека нема да дозволиме да изумре, дека ние сме млади луѓе кои што ќе го продолжиме, ќе продолжиме таа традиција од нашите баби, од нашите прабаби и едноставно ќе ја пренесеме и понатаму да биде жива, разбоите да ткаат, да не стојат во визбите кренати, туку едноставно да се слуша мавањето на брдото по основата, по јатокот. Од секогаш тлеела таа желба да се има собствен простор каде што ќе се твори, каде што ќе се создаваат народните носи. Доскоро тоа беше во мојот дом, јас таму ткаев појаси, скутини и такви работи, делови од народната носија. Меѓутоа еве од скоро, од пред еден месец, успеавме и да отвориме и дуќан на најударното место во државата, на Рекорд. Така да посетеноста е огромна, народот поминува, е чудо невиден дека некој мисла дека е само ставен како на излог, како мислам да сведочи како експонат дека е изложен. Меѓутоа кога ќе ме видат дека ткавам, дури се така зачудени. Сара, освен што може да се купат сувенири со фолклорни мотиви овде во народни носи, што се друго може да се купи или да се направи во оваа преубава продавница? Така, ние изработуваме делови од народни носи за друштвата најчесто, меѓутоа и за поединци доаѓаат луѓе кои сакаат најчесто сега поради водици кои одржуваат битушани доаѓаат им шиеме по мерка. Може било кој сака да дојде да си соши по мерка делови, целосна носија, кој зашто сака.
Имаме сувенири, точно, нудиме исто и откуп вршиме на народни носи, имаме и часови за ткање, каде што веќе имаме една жена доаѓа на ткање, а се што нудиме продавницата ние го изработуваме рачно. Дамјан, може ли еден ваков концепт да биде профитабилен и кои се вашите планови и очекувања во следниот период? Па искрено, кога основавме фирмата со Сара, знаевме дека ќе бидеме презафатени со работа, со нарачки. Самите фолклорни ансамбли веќе не преплавија со нарачки за ткање, скутини, за појаси, платна за елеци, така да еве веќе сме до лето сосема зафатени, дури од август веќе примаме нарачки следни кои што планираме да ги правиме. Можам да кажам дека за долгорочен план има профит, мислам профитабилна оваа дејност што ја работиме, бидејќи е единствена од ваков тип. Во државата нема друг дуќан што се бави со ткање, со изработка на народни носи, преку ткање на разбој. Нашата работа е профитабилна и е на повеќе, можам да кажам, од долгорочен план за наредни 10, 15, 20 години. Сега сме така на некоја екстремна модернизација, се доаѓа вештачка интелигенција, буквално се оди напред, меѓутоа ќе ги влече секогаш коренот, ќе ги влече потеклото, ќе ги влече градот, селото каде што потекнуваат, да имаат барем едно килимче од таму, една носија, една скутина или една марама по потекло од својот крај.